Почитувани граѓани, почитувани новинари. Вчера бевме сведоци на еден многу мизерен, безобразен и гнасен чин со кој ВМРО-ДПМН се обиде со груби невистини и лаги да ги дискредитира и навреди членовите на раководството на Социјалдемократскиот сојуз и носители на функции дека наводно се луѓе на лидерот на СДСМ и военно одговорни за приватизацијата на белешките компании. Знаеме дека ВМРО-ДПМН се влоче и паника поради тоа што одамна ги изгубија поддршката на Белешене. Но не очекувавме дека на вака валкан начин, со груби лаги и манипулации, ќе го спуштат нивото на политичка комуникација, обидувајќи се со дискредитација да печелат ситни политички поени. Ги демантирам сите лаги и невистини што беа кажани вчера. Изјавите на Мајсторов се дадени на адвокат и најверојатно против него ќе бидат поднесени кривични пријави за клевета и навреда. Исто така, бидејќи многу знаат за приватизацијата, сакаме да ги прашаме пред народот. Господин Илија Димовски, пратеник во Собранието на Република Македонија, ве прашуваме кој, како и со чии потписи го приватизираше агрокомбинатот Лозар со негова поделба на 18 друштва, со што 1300 велешани останаа без работа. Дополнително сакаме да ве прашаме како се приватизираше мотелот на Велешко езеро и друштвото во село Соглед. Господине Ѓорги Коџабаши, пратеник во Собранието на Република Македонија, сакаме да ве прашаме што превзеловте додека бевте началник на управата за јавни приходи во Велес околу ненаплатените даноци и приходи на Киро Чучук и кого го штитевте тогаш. Господине Славчо Чадиев, председател на Општинскиот комитет ВМРО-ДПМН Велес и председател на Советот на Општина Велес, сакаме да ве прашаме по кој член од Законот за локална самоуправа Советот кој го водите донесе одлука имот вреден минимум пола милион евра да го поклоните на друг, а други обвинувате дека го раскрчмувале општествениот имот. Вака ли се грижите за работниците и имотот кој тие го создавале? Господине Горан Петров, градоначалник на Општина Велес, сакаме да ве прашаме кој и како стана управител на Сдруженијето на возачи во Велес? Господа од ВМРО-ДПМН, одговорете на овие прашања. Ако сакате очи во очи да ги расчистиме лагите кои ги кажавте, повелете на ТВ Дуел. Имаме уште многу други прашања кои сакаме да ви ги поставиме и за приватизацијата, и за бедата, и за сиромаштијата, и за локалната самоуправа. Вие сте власт, бидете храбри и одговорете на прашањата. Ви благодарам.